Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Министерката за труд и социјална политика и Министерот за образование и наука се сретнаа со родителите на Амбла од Гостивар. Светски ден на канцер. Превенцијата и животниот стил клучни во борбата против ракот. Средното текстилно училиште Ѓоце Стојчевски од Тетово доби донација од турска хуманитарна организација. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска и Министерот за образование и наука Јетон Шачири вчера се сретнаа со родителите на Амбла од Гостивар. Девојчето ќе следи настава само во едно оделение, а не како досега, учејќи во неколку класа неизменично. 11-годишната Амбла Адеми од Гостивар повторно е во оделението заедно со своите соученици во основното училиште Единство. Од сега таа ќе посетува настава само во еден клас. Случајот предизвика голем интерес во јавноста затоа што на девојчето со Даунов синдром и беше оневозможено да учи со другите деца, пошто повеќето институции реагираа во насока на изнаоѓање решение. Откако вчера се огласија Хелсиншкиот комитет за човекови права, Народниот правобранител и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, средба со родителите и управата на училиштето остварија и владини министри. Сите упатени пораки се во насока на прифаќање на децата со попреченост и нивна инклузија не само во образованието, туку и во општеството. Тоа што го видовме во медиумите, низ социјалните мрежи, во изминатите денови, на вистина не зборува за онаа која што е приоритет на Министерството за труд и социјална политика и на Министерството за образование, секако и на владата на Република Северна Македонија, тоа е инклузија на децата со попреченост, затоа што давајќи им шанса на децата со попреченост за да се вклучат во процесот на редовното образование, даваме шанса овие деца да дадат свој придонес во општеството. Треба да ги заборавиме и да ги отстраниме сите предрасуди, стереотипи поврзани со децата со попреченост, затоа што на тој начин им штетиме на самите деца, штетиме на целото општество, штетиме на целата заедница. Мора да работиме на емпатија, развивање на емпатија, на толеранција. Случајот со Амбла, мислам дека денеска е завршен и затворен, но сакам да биде еден од случаите каде што нашето општество ќе го зема како пример за многу добри други искуства понатака. Го кажувам ова работа заради тоа што образовниот систем е систем каде треба да се сите деца да се вклучуваат подеднакво во овој образовен систем. Сите треба да дадеме најголем придонес. Сите во овој образовен систем, сите услови да не се исти за сите. Сите да придонесуваме за децата како Амбла, да се деца кои се вклучени во истиот клас, да се деца кои се вклучени во истиот систем. Инаку случајот со четврто оделенката Амбла започнал уште во декември минатата година, кога родителите на незините соученици потпишале петиција, дека девојчето наводно било агресивно и пречело во текот на наставата. Поради тоа таа ротирала во неколку оделенија, а според незините родители постојаното менување на средината и пречело, така што незиниот татко се решил преку објави на социјалните мрежи да го обелодени случајот. 4 февруари се одбележува како Светски ден на канцерот, болест која е водечка причина за смртност во светот. Најчести малигни заболувања кај општата популација се канцерот на белите дробови, на дојка и на дебелото црево.
Здравиот животен стил и откажувањето од штетните навики се особено важни при превенцијата од малигни заболувања. 4 февруари се одбележува како Светски ден на канцерот. Според Светската здравствена организација, ракот е водечка причина за смрт на глобално ниво, со податок дека во 2020 година имало приближно 10 милиони смртни случаи од канцер. Доктор Тимосије Јовановски, лекар по општа медицина, зборува за трите најчести малигни заболувања кои се среќаваат кај општата популација. Поделени по пол, најчести малигни заболувања кај мажите се ракот на простатата, ракот на белите дробови и ракот на дебелото црево, додека пак кај жените најчесто е ракот на дојка, потоа следи ракот на белите дробови и ракот на дебелото црево. Смртноста кај овие заболувања е инверзна со инциденцата, така што најчестите малигни заболувања кај мажот и кај жената, тие на простата и на дојка, всушност се помалку смртоносни, затоа што подобро се детектираат и подобро се лекуваат, како најсмртоносен останува кај двата пола ракот на белиот дроб. Превенцијата најмногу оди во насока на воведување здрави животни навики. Особено важно е и раното диагностицирање за успешен третман на малигните заболувања. Канцерот е мултифакторијална болест. Дел од тие фактори се познати, дел не се познати. Но нешто што најмногу можеме да спречиме се срединските фактори, штетните навики и некои инфекции. Докажани научно, без никаков сомнеш, дека предизвикуваат рак е употребата на тутун, пушењето, нездравата исхрана и недостатокот на физичка активност. Исто така некои инфекции, како што се хепатитис и ХПВ, се поврзани со појавата на рак на црниот дроб и рак на грлото на матката. Насоки кон превенција на малигните заболувања би значило справување и намалување на овие штетни навики, справување со споменатите инфекции. Значи, од една страна можеме да го превенираме ракот, заправо 1/3 од сите ракови може да бидат превенирани воопшто да не се јават, со горе споменатите мерки на промена на животниот стил, здрава исхрана, физичка активност и детектирање и лечење на соодветни инфекции, како и се разбира намалување ионизирачки зрачења и некои токсични материи во средината и на работното место, например. Додека 1/3 од сите малигни заболувања може да бидат откриени рано и комплетно да се излечат. Значи 1/3 можеме да превенираме воопшто да не се јави, 1/3 да го откриеме рано и да ја излечиме комплетно. Како се прави тоа? Тоа се прави со рано детектирање на алармантни симптоми и знаци и евалуација на пациентот во насока на малигна болест, и второ е скрининг програми кај асимптоматски популации со зголемен ризик, каде што значително се откриваат порано малигните заболувања. Најчесто застапени скрининзи во светот за рано диагностицирање на малигните заболувања се скринингот на дојка и грло на матка кај жените, а се препорачува да се воведе и редовен скрининг за детекција на рак на дебелото црево преку метода наречена колоноскопија. Заклучокот кој сите здравствени експерти го потенцираат е дека редовните прегледи и грижата за сопственото здравје се од особена важност за борбата против оваа водечка причина за смртност во светот. Средното текстилно училиште Ѓоце Стојчевски од Тетово доби донација од турската хуманитарна организација ИХХ. Се работи за училишен и канцелариски инвентар. Денеска правиме промоција на нашата соработка со организацијата ИХХ од Турција, со кој што соработуваме веќе 4 години и имаме многу убава соработка. Денешниот проект се работи за снабдување на нашето училиште со 100 ученички клупи,
200 столчиња, значи ученички столчиња и 30 канцеларијски столици. Нашата соработка трае веќе 4 години и се надеваме и на понатамошна соработка. Значи денеска од побарање на директорката од средното училиште текстилно бевме тука за да ги видиме донацијата што ја зема од Сдруженијето ИХХ од турската држава. Тие зема снабдување 100 клупи и 200 столчи за учениците и 30 столчи за другите канцелариски работни места. Нормално дека ние као општина ќе бидеме отворени со сите други општини, со сите други држави што ни се блиски со нас, ќе соработуваме и со држави и со општини кои се од Европска. Делегација на владата на Република Северна Македонија, предводена од првиот вице-премиер Артан Груби, положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас, во рамките на државните настани за одбележување на 150 годишнината од раѓањето на великанот Гоце Делчев. Присутен беше и председателот на државата, како и лидерот на опозицијата. Денеска одбележуваме 150 години од раѓањето на големиот македонски деец Ѓорги Делчев, кој што оставил голема трага за нас македонците, за Македонија, со неговото дело и неговата борба за независна, суверена македонска држава во срцето на Балканот не задолжил истата да ја чуваме, негуваме и развиваме, за да генерациите после нас се сеќаваат на неговото големо дело и за Македонија, и за македонскиот народ, од чија нераскинлива алка е овој човек. Така што денеска како ВМРО ДПМН во рамките на Македонското собрание ќе поднесеме и декларација со која што сакаме да добиеме поддршка од сите политички партии кои што се парламентарни и вонпарламентарни со една цел да го зацврстеме темелот за ликот и делото на Гоце Делчев. Очекувам сите политички партии, без разлика дали се парламентарни или се надвор од парламентот, истата да ја поддржат. Господине Бисовски, што конкретно би содржала оваа декларација? Ќе има пресконференција во парламентот и ќе ги добиете деталите, но структурата е ова што ја кажав, бидејќи денеска е посебен ден за Ѓорги Делчев. Цениме дека треба овој ден да го одбележиме и сите оние кои што велат дека се борат за македонскиот идентитет, треба денеска безусловно истата да ја поддржат. Секторот за внатрешни работи Тетово значително ги засили контролите на возачи кои не им даваат предност на пешаците. Санкционирани биле вкупно 120 возачи прекршители. Минатиот и овој месец, заклучно со денеска, секторот за внатрешни работи Тетово значително ги засили контролите на возачите кои не им даваат предност на пешаците. Во овој период на поширокото тетовско подрачје вкупно откриени и санкционирани се 120 возачи прекршители, на кои им се изготвени соодветни поднесоци и кои ќе се соочат со парични глоби од 200 до 250 евра, зависно од видот и карактерот на прекршокот. На гостиварското подрачје пак во периодот за кој станува збор, вкупниот број на поднесоци изготвени за недавање првенство, односно предност на пешаците, изнесува 28. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите да се однесуваат максимално одговорно кон пешаците и другите учесници во сообраќајот, посебно во близина и на обележани пешачки премини, а пешаците да внимаваат кога и каде ги преминуваат улиците и како се движат на сообраќајници на кои нема обликувани тротоари и пешачки премини. Со тоа најнепосредно ќе придонесат за поголема безбедност на сите во сообраќајот. Во продолжение останатите детали од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 18 часот и 40 минути со судска наредба привеле 40 годишен тетовец за издржување на затворска казна, пошто тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово. Вчера исто така во 20 часот во СВР Тетово пријавено е дека половина час пред тоа 24 годишен тетовец кој со неговото возило со тетовски регистарски ознаки се движел на регионалниот пат Тетово Пирок во Долно Палчиште, физички бил нападнат од две лица. Според пријавеното, едниот од нив во нападот користел и метален предмет со кој му го оштетил и возилото. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници вчера од 6 часот и 30 минути до 9 часот и 30 минути на 4 пунктови во Тетово и на 7 во Гостивар спровеле акцијска контрола на возила и возачи кои вршат јавен превоз на патници, пред се на ученици. При контролата во Тетово биле откриени и санкционирани 4 возила кои вршеле јавен превоз без потребната документација, кривично дело казниво по член 284а од Кривичниот законник, еден возач кој не носел возачка дозвола и едно возило со непрописно поставени фолии. Во контролата во Гостивар пак санкционирани се 7 возила без лиценци, 2 возила со констатиран претовар, едно возило без зимска опрема и 2 возачи без лекарско уверение. Контролите со ваква цел и содржина ќе проложат и во наредните денови, на време да се откријат и отстранат од сообраќај технички неисправните возила, возила без лиценци за вршење на јавен превоз и други законски недостатоци, а во функција на поголема безбедност на патниците и воопшто во сообраќајот на патиштата на подрачјето на СВР Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!